Славење во штабот на ВМРО ДПМН е по објавувањето на првичните неофицијални резултати на претседателските избори. Нивната кандидатка Гордана Силјановска-Давкова убедливо води. Најави победа и почеток на ново време. Ако заедно се отвориме едни кон други, ако побараме помош од оние од регионот што веќе се членки на ЕУ, мислам дека ќе бидеме компетитивен играч и дека тогаш заедно ќе направиме од овој регион едно место што не смее да биде синоним за балканизација, туку за регионална интеграција, а таа е предпоставка и за европската интеграција. Според податоците кои ги објави Државната изборна комисија, од пребројани 90% од гласовите, Давкова освоила 326.000 или 40%, што е двојно повеќе од кандидатот на владеачката СДСМ Стево Пендаровски. Тој освоил 162.600 или 20%. Пендаровски не очекувал толкова разлика со неговата противкандидатка. Тргнуваме од нула, тргнуваме од почеток. Од утре продолжуваме со средби со граѓаните и мојата задача ќе биде како и изминатите 20 денови да го промовирам концептот во кој длабоко верувам. Тој концепт на држава која не е изолирана, држава која е интегрирана во Европа и држава која внатре нема поделби по било која основа. За 5-годишниот претседателски мандат во трка беа се думина кандидати. Никој од нив не ги освои потребните 50% од вкупно 1.814.317 регистрирани гласачи во избирачкиот список, за да победи уште во првиот круг. Според Државната изборна комисија, гласале 48% од гласачите. ДИК оцени дека денот поминал мирно и без инциденти. Екипата на Радио Слободна Европа беше на повеќе избирачки места. Во општината Центар во Скопје гласаше Златко Арнаудовски и има конкретни очекувања од идниот претседател. Што очекувам? Да се сменат повеќе работи, да се инсистира на решавање на проблемот со корупцијата, да се инсистира на тоа младите да се задржат во Македонија, да се инсистира на добро образование. Во општината Чаир во Скопје гласачите со кои разговараше РС посакуваат претседателот да биде личност која ќе води грижа за сите граѓани подеднакво. Со секој граѓанин, дали македонец, албанец, турчин, ром, србин или било кој што живееме во оваа држава, сакаме да биде во добар ред, за сите граѓани да биде претседател. Изборите ги наблюдуваат 544 меѓународни наблюдувачи. On election day, we are international observers from Norway. We go in observer teams of 2 and we have forms where we check how different procedures are followed. Вториот круг од претседателските избори се одржува на 8 мај, кога во исто време ќе се гласа и на парламентарни избори. Претседател ќе стане оној кој ќе освои мнозинство од вкупниот број гласови, при што е потребно најмалку 40% одзив на гласачите. Ако го нема овој цензус, изборите ќе се повторат.